Центарот за ран детски развој Сонце од Радовиш денеска беше дел од караванот низ Македонија за промовирање на прирачникот за бонтон на турски јазик. Проект на магистар Нермин Теловска, дефектолог, логопед, специјалист за нарушување на говорот кај децата, кој го реализира за децата од најмала возраст да научат правилно изговор и јазик, како и добро однесување. Проектот, кој е одобрен од Министерството за труд и социјална политика, се реализира во соработка со директори на детски градинки и педагози, а со поддршка на општините. Гостите денеска ги поздрави директорката на детската градинка Ацо Караманов од Радовиш Љупка Тренчева, а поддршка на проектот даде и градоначалникот на општина Радовиш Сашко Николов. Значи, мене ми е посебно драго што сум денеска повторно со вас. Сакам да го поздравам вашето присуство и присуството на нашиот градоначалник господинот Сашко Николов и на нашите гости од Скопје, тимот на господјата Нермин Теловска. Мене ми е посебно драго затоа што моите почетоци навистина започнаа од овде, меѓутоа нашата соработка продолжува и понатаму. Се за доброто на дечињата. Денеска сме овде да ви го представиме проектот Караванот из Македонија кој што оди за сите деца. И јас за ова нема да должам многу, ја поканувам нашата гостинка Нермин да ви даде по-детално образложение за што станува збор. Гледам тука една многу пријатна, убава вибрација, насмевки, расположение убаво и тоа е навистина кога се работи со децата, тоа е најважно, да им направиме на децата убава атмосфера. И токму затоа и ние, овој тим тука денеска, ми овозможи Едука Мак, издавачката куќа, да го преведеме прирачникот за бонтон на турски јазик. Носителот на проектот, магистар Нермин Теловска, е особено горда на овој проект на реализирањето на истиот. Овој проект го нарековме за сите деца. Зошто за сите деца? Затоа што сакаме да има што повеќе сликовници и книги за сите деца во Македонија, односно на сите јазици кои се зборуваат во Македонија. И за оваа прилика прирачникот Звони звон за бонтон, кој што веќе го има на македонски јазик, се преведе и се издаде. Во тоа ни помогна издавачката куќа Едука Мак, се издаде значи и на турски јазик. За прв пат овој прирачник го има сега и на турски јазик и затоа е денеска оваа посета. Разбравме дека во овој центар за ран детски развој има дечиња на турски јазик кои зборуваат и затоа сакавме како подарок да им ја подариме оваа сликовница. Знаете како, јас сум по професија логопед. Мене тешко ми паѓа што денеска дечињата се оставени пред телевизорите и на нивните електронски помагала. Не може ниту говорот, ниту општиот развој на детето да биде адекватен и тоа што треба да се добие на одредена возраст, ако нема жив говор. Знаете како, воспитачот, родителот, кога заедно ќе читаат сликовница, на таа има повеќе теми, па ќе се потикне дискусија на различни теми. Детето многу полесно во една таква атмосфера и во присуство на родителот многу полесно ќе научи за светот. Сликовницата е прозорец на светот, низ кој што учат децата. Како ќе научат за работи кои што ги нема во средината каде што живеат. Значи така и преку тој жив модел, кога е родителот присутен, има многу придобивки за детето. Значи, ние сакаме ова да биде како апел за родителите, да што повеќе време поминуваат со нивните деца. Многу е покорисно за нив да читаат, да раскажуваат сликовници, отколку да ги остават нивните деца со часови да седат пред телевизорите и пред нивните телефони или таблети. Значи, проектот беше наша идеја, моја, Ели Маказлиева, авторката, други педагози, директорки од градинки, на еден стручен состанок, така разговаравме и си велиме дај нешто да направиме за децава на оваа возраст, бидејќи ние, наша морална обврска е да направиме нешто, да превземеме. Јас некои истражувања во логопедијата ги правев и добивме огромен процент на дечиња кои што имаат проблем со говор. Авторот на овој прирачник на турски јазик Звони звон за бонтон, Ели Маказиева, пред присутните дечиња објасни што се е опфатено во овој прирачник. Зборуваше господјата Нермин, зборуваше директорката Љупка, зборував јас, зборувате и вие. Значи, вие треба да си молчите, да си ќутите, а кога ќе завршиме ние, ќе крени краче или не мора да крени краче, ќе прашаме после. Ама треба да биде тишина тука, нели? Ова ќе го научите во оваа книга. Во оваа книга пишу како треба да се однесуваме надвор, по градинка, по
Тино, се што треба да правиме, стои во оваа книга. За да се усвојат сите овие навики кај човекот, е возраста од 4 до 7-8 годишна возраст кај малите деца. Ако вие сте виделе некултурен или невоспитан возрастен човек, тој го прескокнал периодот на детство, не научил бонтон.